Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. Во последните 2 децени направени се бројни здравствени истражувања кои укажуваат на важноста на селенот во имунолошкото и ендокринолошко здравје на организмот. За селенот бенефитите од него, начинот на неговиот внес, што ако недостасува или пак се внесе во поголема количина. Доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, е денешен гостин во Телма амбуланта, кој што ќе ни раскаже се за селенот. Да. Бидејќи во последно време на вистина многу луѓе го земаат како суплемент. Да. Сега стана, да. Добар ден, добре ве најдов и ви благодарам за поканата. Срекна нова сезона, така што секогаш ми е задоволство да гостувам кај вас. Ви благодарам многу за поканата. И ви благодарам и вам. Можете ли да ни кажете што е всушност селенот? Што е минерал? Да. Витамин, што да, е? така е. Убаво да објасниме, значи станува збор за минерал или уште се користи еден термин кој што се нарекува микроелемент. Во смисол нели за да се каже дека му треба на нашето тело, меѓутоа му треба во извонредно ниски дози. Малку историјат, нели го спомнавте кога како стануваше популарен. Вистински вака човек ако земе да ја следи литературата, ќе види дека во 90-тите години тој добива малку повеќе на популарност, да речеме, повеќе да се зборува за него, и во минатата деценија кога тој заедно со таа комбинација на А, С, Е, селен, нели, кога генерацијата антиоксиданси доаѓаат на површина и почнува да се зборува многу поинтензивно за нив, и тогаш за овој минерал, за селенот, почна поинтензивно да речеме да се зборува. За сега веќе да речеме на еден начин да е етаблиран, да е познат, да го има своето место и да се зема можеби и пречесто. А го има ли во различни форми, доколку го има, да. Кој облик е најсоодветен за примање? Тоа е многу интересно да се разговара за него, дека тој е извонредно редок. Значи, во природата, кога го бараме, во кои форми да го бараме, органски и неоргански форми, зависи како е достапен, без да навлегувам во хемиски нели детали, важно е да речеме дека се концентрира како одиме нагоре по така наречениот синџир на исхраната, дека е извонредно редок, дури има и цели едни области во светот каде што минералот практично во земјата го нема, и од тука не може да се качи нагоре по синџирот на исхраната и да стаса до нас, ни преку растенијата, ни преку животните. Пример само еден ќе дадам за тоа колку е редок во одредени региони во светот. Например, така и дојдено е на површина дека има многу силно дејство кај тироидната жлеза, нели тоа е најпознатиот негов ефект покрај имунитетот во последните години. Најдено е во Конго пред неколку години наназад за тој еден миксоедематозен синдром кој што се јавува кога практично долг период во животот има сериозен недостаток на селен. И така всушност е откриено што е селенот за нашето тело, колку е битен и каде му е улогата. Така се почнати сите тој миксоедематозен кретенизам, бидејќи нели кога ќе се наруши тироидната жлеза доаѓа до овие последици за кои што зборувам. И така е тргната цела приказна за овој многу редок минерал. И затоа го нема на секаде, тоа можеме да го кажеме нели отворено, меѓутоа има места во исхраната каде што е присутен, претпоставувам и за тоа ќе поразговараме. Дали тоа значи дека внесот на селен во популацијата во светот воопшто може да се каже дека е низок? Да, но и треба да е низок. Треба да е низок? И треба да е низок. Значи на нашето тело има некои од тој калибар. Не е кај него, не важи правилото за овој микроелемент како и за многу други. Не важи правилото колку повеќе толку подобро. Значи, ниту пак важи правилото дека ако случајно земеме вишок, како што например нашето тело добро се адаптирало на витамините растворливи во вода. Ако земеме вишок со исхраната, бидејќи се многу подостапни, присутни во овошје, во зеленчук, во секојдневна исхрана, ако на било кој начин на дневна основа, да речеме, ги претераме, под наводници, телото има механизми како да ги отстрани и да се ослободи од нив и да нема никакви последици по него. Меѓутоа и за селенот, за витаминот Д е познато, за железото, за калциумот и за една низа други такви дали витамини, дали минерали, важи правилото дека треба одредена мала доза. Така. Конкретно, ако сега сакаме и бројка да кажеме, тоа се 100 микрограми збориме за селенот на ден,
и максималната би требала да биде 400, не треба да биде надмината на дневно ниво, бидејќи тој, за разлика од другиве што ги спомнав, штом се надмине одредена граница, почнува да се акумулира и да прави проблеми во нашето тело. Ке поразговараме и за бенефитите и за проблемите кои што може да ги направи, но најнапред да ни ги посочите природните извори на селен. Го има ли во храната селенот? Така е, присутен е во исхраната. Селенот, впрочем, нели сите го знаеме по така нареченото бразилско оревче. Тоа е во природата досега најконцентрираниот извор на селен, и другите јатки, особено, например, еве за нашето поднебје, да не одиме кај бразилското оревче, нашиот орев, и тој има капацитет, доколку го има во почвата каде што расте дрвото, конкретно оревот, и тој има капацитет да го извлече, да го извлече и да го стави во самата јатка, во плодот, така е. Така што првата група каде што генерално би рекле дека е присутен се јаткастите плодови, на прво место бразилскиот орев, а потоа и нашиот орев, кој што го знаеме со значително пониска доза. Следната категорија е се што живее во вода, без разлика дали е во сладка вода или во солена вода. Повеќето риби се добар извор на селен во различни концентрации, меѓутоа се смета дека и рибата е добар извор на селен. Потоа секако и во месото е присутен селенот, и следната група која што е многу значителна се житарките, особено интегралните житарки. Значи, интегралните житарки сме ги збореле и нели многу пати ги кажуваме, ги пишуваме, ги објаснуваме. Тие имаат низа на поволности, една од нив е дека имаат капацитет во себе да концентрираат микроелементи. Така што, ако треба, например, да го погледнеме својот начин на исхрана, оревите, риба, месо или интегралните житарки во текот на денот присутни, би требало природно да бидат доволни за да немаме недостаток од да се задоволат дневните потреби. Тој си има, нели, да речеме дневни потреби, бидејќи зошто? Станува збор за елемент кој што е многу важен за функцијата, сега следно предпоставам дека ќе збориме за тироидната жлезда, и он има потреба да биде таму присутен на дневно ниво, постојано во работата на одредени ензими за кои што ќе зборуваме, и на тој начин да речеме се троши. Затоа ние имаме потреба да имаме постојано доток, да речеме, на селен. Нашето тело не е во таква состојба континуирано да го рециклира, туку има потреба да внесува однадвор. Ако храната е доволно балансирана и овие работи кои што ги спомнавме се присутни, и почвата на која што растат или од кај што се одгледуваат, кај што се хранат, е доволно богата со селен, тогаш не би требало да биде проблем во исхраната да го имаме селенот и без да мислиме на него, и без да сме свесни. Каква е македонската почва? Имате информација? Содржи селен? Немам прецизно информација за тоа, меѓутоа ќе знаев да имавме сериозен проблем, само за едно знам дека имаме, тоа е јодот. Знам дека ние сме подрачје кое што сериозно има недостаток од јод, за селенот немам прецизна информација. Еве, ќе најавам дека утре во Телма амбуланта ќе зборуваме токму за тироидната жлезда и јодот, да не следат гледачите и утре, особено оние кои што имаат проблем со тироидната жлезда. Многу важна тема и многу честа тема. Ја споминавме, еве, повторно дојдовме до тироидната жлезда. Дали само оние кои што имаат проблем со автоимуната болест Хашимото на тироидната жлезда се соочени со дефицит на селен, или пак воопшто секое нарушување на функцијата на оваа жлезда може да е во корелација со недостаток на овој минерал? Селенот, ако земеме да го бараме низ нашето тело, ќе најдеме дека е тука присутен, дека е во тироидната жлезда. Најголем дел од селенот присутен во нашето тело, физички, ако го бараме, ќе го најдеме во тироидната жлезда. Тоа не е случајно. Тоа значи дека селенот не изе и треба за нормалното функционирање. Ќе го објасниме прво физиолошкиот, па и патофизиолошкиот момент после. Од физиолошкиот, или што би рекло нормалниот, здравиот начин на функционирање на нашето тело, тироидната жлезда има во себе одредени протеини кои што се така наречени селенопротеини. Постојат различни комбинации на аминокиселини со селен, кои што кога ќе се групираат заедно, создаваат
ензими неопходни за функционирањето на тироидната жлезда. Така што првиот одговор на вашето прашање би било дека нашата тироидна жлезда за најнапред нормално да функционира, ке стасаме нели и до Хашимото и до другите форми на нарушување кај тироидната жлезда, но најнапред за нормално да можеме да речеме дека функционира, треба да има дневен внес на селен, како што зборувавме пред малку. Конкретно, во тие ензими кои што се одговорни за преоѓање од Т3 во Т4, сега нели да не разглабаме физиологијата на тироидната жлезда повеќе во детали. Но оние кои што имаат проблем со тироидната жлезда знаат за што зборуваме, да? И таа медицински кажано конверзија, тоа преминување од Т4 во Т3, практично не може да се случи без оптимално присуство на селен во телото. Тоа е нормалниот дел. Меѓутоа, сега ако одиме вака кај заболувањата веќе, кај Хашимото конкретно, например, имам низа на научни студии кои што го поврзуваат земањето на додаден сега веќе селен. Прв пат го вклучувам како суплемент, значи до тука зборувавме за внес преку исхраната, меѓутоа кај оваа состојба и кај одредени други се дава селенот како терапија. Да, се дава селенот како терапија. Значи тоа ми е битно да го направат гледачите како едно разграничување. Значи кој тироидната жлезда, селенот има улога и на пример колегите ќе го дадат и кога ќе ги видат иницијалните нарушувања. Значи може да го дадат, на пример, може колегите ендокринолози кои што работат со тоа уште пред да преминат на еутирокс, на пример ако станува збор за ниски нивоа на тироидни хормони, може да кажат ајде да дадеме природна шанса на телото да ги покачиме нивоата на селен преку суплементи на селен со цел да дојдеме до една точка кога можеби телото само ќе го воспостави медицински велиме хомеостаза или баланс од рамнотежата дека ќе го врати пак. Но дури и отпосле, значи тоа е првата употреба на селенот, во таа предфаза, кога уште не се настапени Хашимото или кои да се други, но и подоцна, кога ќе се развијат веќе антителата и ќе се појават во крвта, има јасни научни докази дека како почнува да се зема селенот како суплемент, така доаѓа до опаѓање на антителата во крвта, нели? Ниво на антитела во крв сега е веќе многу популарен термин заради короната и заради тие работи. Интересно е тоа дека докрај не е утврдено, например, директна корелација помеѓу клиничката слика, што би рекло, не е најдено дека ако човек почне да има проблем со тироидната жлезда, почне да зема редовно селен, дека ќе дојде до драматично подобрување на функцијата видливо на тироидната жлезда. Значи уште тоа не е утврдено, но утврдено е дека паѓаат нивоата на антителата. А што прават антителата? Тие ја оштетуваат на среден и на долг рок самата тироидна жлезда, што би рекло дека очекувано е, но логички, уште тоа нели не е докажано емпириски низ научни студии, дека суплементирањето на селенот би требало да придоне, барем да речеме да ја стиши состојбата, да ја стави во едно мирување, медицински велиме нели да го пролонгира цел тој период, да го одолговлече, и тука има научни студии кои што укажуваат во тој правец, иако не се докрај конклузивни, односно докрај немаме 100% доказ дека е така. Но селенот овде кај Хашимото и кај другите нарушувања на тироидната жлезда веќе јасно се ја наоѓа својата клиничка употреба. Во клиничка пракса и нели се гледа и кај нас, но и во препораките, во светските препораки, нели во така наречените протоколи за лекување на овие состојби, веќе селенот е присутен и го има своето место. Освен за тироидната жлезда, дали селенот како терапија се дава и за некои други болести? Има влијание во подобрување на имунолошкиот систем? Да, тука е доста се интересни истражувањата. Предпоставено е дека би требало да очекуваме негов ефект во уште неколку полиња. Првото поле каде што би требало да очекуваме негов ефект е кај имуниот систем, бидејќи најдено е дека, освен досега што зборував улогата која што ја има во цела таа низа на тироидни функции, најдено е дека тој има улога и во друг еден правец извонредно важен за нашето тело, исто така клучен, тоа е имуниот систем и одбраната на телото. Кај имуниот систем уште не се знае докрај, има повеќе теории, се разбира повеќе начини на кои што е предпоставен неговиот механизам.
Едниот е дека можеби заради тој антиоксидативен ефект кој што го има може да придонесува за намалување конкретно на малигните болести, а од друга страна пак има друга теорија која што вели дека има улога во ензимите на самите имуни клетки, како што има улога во ензимите на тироидната жлезда. Која и да е од тие теории, сепак и двете се согласуваат дека на имуниот систем, нашиот имун систем му се потребни оптимални или нормални физиолошки соодветни нивоа на селен со цел да може да функционира. И од тука можеби беше и таа популарност на селенот кога визави корона, визави цела пандемија, кога одеднаш излегува на површина цинкот, селенот и витаминот Д. Тие три кои што беа, и за цинкот јасно се знае дека и тој влегува во групата на ензими кои што на минерали кои што ензимите за одбрана ги потхрануваат и затоа имаат имунолошка улога. И третата голема област каде што се наоѓа, да речеме, примена или потенцијална примена, уште има истражувања, тоа е колку, дали и на кој начин селенот влијае кај малигните болести. Досега имаше една голема низа на истражувања. Резултатите се, што би рекле народски, и вака и така, се даваше во големи студии со цел да дојде до кај превенција на рак на простата. Се предпоставуваше дека доколку е присутен во малку поголеми дози во одреден период, има веројатност да ја намали појавата на ракот на простата, меѓутоа сега излегуваат научни студии кои што тоа малку го стават под знак прашање. Се истражува за кај ракот на дојка и за кај ракот на дебелото црево. Значи, никој се уште не му ја отфрла потенцијалната улога во намалувањето на ризикот од малигните болести, меѓутоа пак од друга страна постои и загриженост за појава на така наречените немеланомски карциноми на кожата како последица на употребата на селенот. Затоа рековте меч со две острици во одреден случај. Значи, лица кои што имаат предиспозиција за карцином конкретно на кожа, треба да внимаваат со селенот. Такви се препораките. Ако веќе има еднаш појава на некој вид, например на базален карцином на кожа, не на меланомот, но останатите кои што се, најдено е дека кај тие лица кои што или се оптеретени генетски со веројатност да се појави таков тип на заболување или еднаш веќе го прележеле, не е препорачливо кај нив да се дава селен, бидејќи најдена е некоја корелација кај лица кои што подолг период земале селен, има една зголемена инциденција, еден зголемен ризик, би рекол, за појава на тој немеланомски рак на кожата. Можеме да прочитаме дека селенот, доколку се земе превентивно, конкретно на интернет има доктора навистина многу стати, дел од нив навистина и може би треба да се отфрлат, затоа и го поставувам ова прашање, дека би можел селено да помогне да не се развие диабетес. Постои ли корелација помеѓу селенот и диабетесот? Има истражувања во тоа поле. Знаете како, многу е важно, например, кога ќе ги прочита човек истражувањата, меѓутоа генерално тоа нели не е така, ти таму веќе кај што ќе ги најде од изворот за кој што нели вие зборувате, стасано е веќе до точка да е малку видоизмената информацијата и така пласирана. Така симплифицирана. Симплифицирана, да. Знаете како, например, кога ќе почнат такви испитувања, и едно можеби навистина ќе го докаже тој момент, дека се гледа кај одредена популација кога бил даван селенот, можеби се следело нешто друго. Меѓутоа е видено дека доаѓа до намалување на тој општ ризик, конкретно кон појавата на диабет. И тогаш одиме кон тој заклучок дека можеби е така. Меѓутоа тоа може да е една, две студии, три студии. За да се докаже тоа докрај, треба да се впрегне еден куп наука, да речеме, еден куп научни студии кои што ќе одат во тој правец, па да влезат први, втори, трети фази истражувања, за да се види докрај каде е неговата улога. Инаку за кај диабетот и предиабетичните форми, за хромот веќе се знае дека нели хромот ако е во недостаток може да има нарушување од тој тип, односно да дојде до зголемување на ризикот од појава на диабет. Дали ќе се докаже улогата и на селенот, бидејќи се уште е во рана фаза таа хипотеза, така да речеме, не знам, меѓутоа факт е да, во право сте дека тука почнува да се истражува.
Да ги поканиме и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта. Почитувани, телефонскиот број на телевизија Телма е 3076 677. Доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, гостин денеска во емисијата. Тој ќе даде одговори на сите ваши прашања, кои што се надевам ќе бидат поврзани со темата на која што зборуваме, а тоа е улогата на селенот во нашето здравје, бенефитите, но секако и ризиците. И сега преминуваме, докторе, малку да се задржиме на бразилските оревчиња, кои што ги земаат повеќето од оние кои што имаат проблем со тироидната жлезда. Некои велат дека 1 до 2 индиски оревчиња се доволни на ден? Да. Може ли таа количина да се зема? Тоа се смета за голема количина. Значи 1 до 2? 1 до 2 на ден се смета за доста голема. Значи, ние ги спомнавме изворите, меѓутоа сега да навлеземе во деталите во однос на тоа колку, нели овие беа поредени, но на прво место и далеку над сите други, дури до 700% во една мала доза и до 700% од дневната потреба за селен. Значи тоа е многу над дневната потреба. Многу над. Значи бразилскиот оревче има многу силен капацитет да го концентрира во себе селено тако е присутен во почвата. И затоа неговата употреба, например, како што имам, нели, за жал слушнато и цело кесенце од еднаш. Некогаш кога ќе ги бендисаме. Да, не, они за вкусни се вкусни, тука нема збор. Меѓутоа, еве каде некогаш работите во медицината се како што велат спротивни на интуицијата или контраинтуитивни. Зошто? Заради тоа што човек ќе го види бразилското оревче и можеби ќе го спореди, особено ако е вака смешано со другите јатки, и не би му изгледало дека е многу поразлично од еден орев или лешник или бадем или не знам што. Меѓутоа секогаш вистината е во деталите, во ситниците, кога е медицината во прашање. И вие одеднаш имате, иако тоа навидум делува дека е слично или исто, меѓутоа има драматично поголема концентрација на селен во себе. И ако станува збор за нивна употреба од оваа доза 1-2 на ден во период од 2 до 3 месеци, тогаш веројатноста е голема да настапи така наречена селеноза. Предозирање? Предозирање со селен. И тоа од прилика и има јасни случаи, клинички случаи. Дава симптоми? Не дава симптоми, тоа е проблемот. Дека може само со одредени испитувања да се утврди дека селенот дошол до толку високи нивоа, но за жал обратниот ефект сега е најден дека дури толку високи нивоа на селен во крвта може да води пак кон малигни болести. Значи, која е логиката? Логиката е дека станува збор за нешто кој што има капацитет да биде антиоксиданс и кое што може да ги нарушува, значи, нели, радикали треба така е, процесите во клетката може да ги нарушува. Знаеме нашите клетки од една страна се нели многу отпорни, има многу механизми за контрола, но од друга страна се и многу нежни. Значи, има на што може да одговорат, има на што не може да одговорат. Природата не испланирала еден таков микроелемент да биде до толку присутен во нашата исхрана. Значи, не испланирала природата дека ние толку многу ќе јадеме бразилски оревчиња, така народно нели да кажеме. И дозата би била 1 до 2 неделно, значи на една недела. За луѓе кои што имаат зголемена потреба од селен, а луѓе кои што немаат зголемена потреба од селен, 1 до 2 месечно може да придонесат за да се задоволат тие нормални физиолошки потреби. А 1 до 2, а никако пак да се комбинира селен од бразилски оревчиња, суплемент да се зема, бидејќи што и обично го прават оние кои што имаат покачени антитела на тироидната жлезда. Треба да се даде тука совет, да се укаже на тоа дека иако бразилското оревче делува наивно, нели не делува дека е нешто толку концентрирано или страшно, ако се претера во таа доза можеме да се направиме проблем. Ако некој веќе го направил тоа, нема потреба од паника, нека престане со... Нема потреба од испитување? Дали е покачено нивото? Знаете како, кај нас тие испитувања не знам и како и каде и дали се прават, можеби на клиничка биологија, каде што е најнапредната лабораторија во државата, па на тој начин да се истражува, или некој од останатите приватните, па ако испраќаат во странство примероци за да се најде, но доволно е, како што рековме, да прекине употребата со цел постепено да почне преку таа дневна употреба на селенот,
нивоата во телото да почнат да паѓаат. Доктор Митов, имаме гледач на линија кој што малку почека да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Голем поздрав за вас, за вашата успешна сезона и Благодарам. за докторот едно прашање, ако може. Секако повелете. Ви благодарам. Имам направено ехо на тироидната жлезда и ќе ви прочитам, пошто јас не сум од таа област. Десно лобус 12 пута 30 пута 38 милиметри. 14 пута 10, тоа е во средината, и нодус 9,9 пута 7,8 милиметри. Добро. Нодус пак Дака, значи имате 7,6 нодус. милиметри. Добро. Инстус 8 милиметри, лево 17 пута 24 пута 38. Сега докторката ми рече дека е потребна операција. Ве молам, барам ваше мислење. Дали сум за операција, пошто до таа лекарства не сум употребувала, да ми појасните. Благодарам многу. Убав Добро. ден. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Докторе, пака станува, по телефон, не станува потреба, очигледно станува потреба од здравствена едукација. И со задоволство го правам тоа, во смисол да кажем дека нашата гледачка треба да го послуша советот на лекарот кој што ја следи, кој што ја води. Зошто? Заради тоа што тој лекар кој што ве следи, кој што ве води, не само овој податок кој што го спомнавме од толку и толку милиметри, присутен нодус или неприсутен или како и да е, го следи пациентот. Ја знае целокупната состојба. Однапред и одназад. Прво, второ, станува збор веројатно за специјалист во соодветната област, бидејќи не би дал совет, сигурно колега кој што не е во таа област не би дал совет, исто како и јас. Тоа е второто нешто. И трето, никогаш не може на ваков начин да биде даден, нели, конкретен совет, заради тоа што колку и да биде прочитано од хартија, од лист, од преглед, што и да е, како и да е, тоа не го пренесува моментот на прегледот. Но јас сепак би ја вратил до колегата специјалист, колешката конкретно специјалист, и тој совет кој што е даден од лекарот кој што ја гледал пациентката, тој совет да биде почитуван. Уште еден гледач очекува вклучување во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Си искуцу гледачот во ред. Ќе пуштиме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната емисија. За улогата на селенот во нашиот имунитет и воопшто ендокринолошкото здравје денеска зборуваме со доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје. Докторе, дали селенот може да влезе во интеракција со некои други лекови или пак суплементи? Например, ако некој прима хемотерапија, може ли да зема селен како суплемент? Генерално, за да го зајакне имунитетот? Да. Генерално, кога е во прашање хемотерапијата, и генерално ќе одговорам и конкретно ќе одговорам, генерално кога е во прашање хемотерапијата не се препорачливи дополнителни интервенции, особено со антиоксиданси. Значи сите тие, тука честопати се греши тоа. Зошто? Заради тоа што самиот механизам на дејствување на хемотерапијата е таков најчесто што не поднесува да биде комбинирано истовремено со суплементи од овој калибар или антиоксиданси. Дури некој можеби би помислил дека тие се нели како природни, да речеме, меѓутоа токму со нивната улога, ако се природни супстанции, тоа се изворедно потентни, силни на делување. Дали е, например, куркуминот не е воопшто наивна субстанција. Например, нели ние ако ја знаеме како чај, како зачин, да, меѓутоа во нашето тело и тоа како може да има ефекти. Или, например, тука веќе од тие комбинации морам да ја спомнам најчестата грешка на тема хемотерапија или било која друга терапија со природни поднаводници работи, кои што ако се комбинираат има проблем, тоа е цитронот. Мислам дека и сме зборувале, цитронот има капацитет да ја наруши функцијата најмалку на 50 лекови. Најмалку на 50 лекови. И сега некој нели можеби ќе помисли дека од една страна нели добро е приеме терапија, но треба нешто природно да не го зајакне телото. Ајде џус, сок од цитрон. Демек
нели ќе делува како логично. Но за цитронот тоа не важи, бидејќи тоа е извонредно силен во делот на афектирање или влијание врз ензимите на црниот дроб. Истите ензими кои што се неопходни да ги обработуваат и лековите кои што ги примаме. И затоа, кога се зема, например, хемотерапија, антиоксидансите, вклучително, конкретно да одговорам, и селенот, не се препорачуваат да се земаат, бидејќи може да дојде до нарушување на ефектот. Немам сретнато селенот да е контраиндициран со друг тип на терапија, но генерално со овие форми на хемотерапија не би требало да се комбинира. Доколку селенот се зема како терапија кај лица кои што имаат Хашимотова болест на тироидната жлезда, Така. колку време тоа може да се прави? Може ли година, дена, 2 години да земаат селен? Да, ако дозата е така наречена физиолошка доза, значи ако не се претерува со дозите и тоа е контролирано од лекар, нема доказ дека може, макар и да се зема 3, 6 или 9 месеци, дека може да направи оштетување на било кој начин. Но велиме тогаш е кога е таа субституција или заменување на физиолошките нивоа, на нормалните нивоа, кога го зимаме како надополнување заради нагласената потреба на телото од селен, како што беа, например, овие состојби кај тироидната жлезда за кои што зборувавме. Таму, например, може да делува благотворно. Но, настрана од тоа, ако веќе го имаме присутно во исхраната и дополнително ако го зимаме, тогаш немам сретнато исто научна студија, но логично не би го препорачал, заради тоа што тогаш дефинитивно ќе доаѓаме во вишок. Значи ќе го земаме над тоа што се потреби на нашето тело. Да му дадеме предност на гледачот, кој што очекува вклучување во Телма амбуланта. Добар ден за него. Ве слушнавме, добар ден, повелете. Поздрав до докторот и до водителката. Сакам да поставам едно прашање. По прележан ковид, колку долго треба да се зема селен после тоа, како зголемување на имунитетот, да работи за пациент со автоимуно заболување, миастенија гравис, булбарна форма. Тоа е едното, а другото, надвор од емисијата што е за машрум комплекс, печурките, дали може да се употребуваат при автоимуното заболување миастенија гравис булбарна форма, бидејќи пациентот е на имуприн, имуносупресивна терапија и на местинон. Во ред, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете, доктор. Нема да одговорам конкретно за конкретен производ, заради тоа што не знам за кој производ станува збор, но ќе одговорам генерално за таа состојба за која што зборуваме, кога пациентот е под терапија која што треба медицински кажано да го супримира имуниот систем, значи да го потисне, и од друга страна, ако ги зимаме печурките овие конкретното и селенот. На многу од печурките уште на самата опаковка пишува дека не треба да се земаат во состојби каде што имуниот систем треба да биде потиснат. Значи тоа важи за низа на такви субстанции, меѓу кои што се печурките, особено печурките кои што го стимулираат имуниот систем, тие не треба да се зимаат во ваква ситуација. Јас не би препорачал кај пациент кој што е на терапија за потиснување на имуниот систем од една страна, од друга страна да му даваме подбуцнувачи на имуниот систем како што се печурките, селенот или кое и да е друго. Просто едната со другата терапија доаѓаат во судар, во колизија. И затоа кај пациенти и за оваа состојба и генерално за било која друга, која што има терапија со потиснување на имунитетот, не препорачувам да се земаат стимуланси на имуниот систем. Тоа особено важи како нагласување, например, на печурките, особено ако се продаваат во порегулирани пазари од кај нас. Просто постои обврска за предупредување на нив, да пишува, без да знам за кој производ генерално зборувам, предупредување дека не треба да се даваат кај пациенти со трансплантирани органи, бидејќи таму имуниот систем треба да го држиме под контрола, не треба да букне и да го исфрли органот. Второ, кај пациенти со вакви автоимуни состојби, каде што исто имуниот систем прави белја и затоа зимаме терапија со цел и него пак да го ставиме под контрола. Така што можам да одговорам во тој дел на здравствената едукација, како генерален совет,
секогаш кога пациентите земаат терапија, дали е за трансплантација, дали е за автоимуна болест или за било која друга каде што треба да се намали бурноста на реакцијата на имуниот систем, да не земаат печурки и низа други субстанции кои што го прават сосема спротивното. Имаат ризик да го поништат ефектот на првичната терапија. Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до докторот, кој е доста активен последниве години. Поздрав и до водителката. Благодарам. Вака сега, имам прашање за докторот. Колку е доволен внес на секојдневен, на селен, цинк, витамин С за добар имунитет? Значи, зборам за здрав човек, без шеќерна болест, без жлезда, без било какво. Имаме на прашање до водителката, пошто водителката подолго време ја пратам на Телма. Имам прашање, знам она водеше на емисија порана Ти Клаб. Дали би можеле пак да се врати таа емисија, затоа што веќе презаситени... За која емисија? Ти Клаб. Т град, да, твистици. Веќе презаситени сме со турбо фолков и со турски весели. Така. Ви благодарам што еве следите подолго време и што сте ја следеле таа емисија. Зошто да не може да се размислува и во таа насока, бидејќи музиката нели па велат и добра е за здравјето. Да, секако. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Да. Општо совет за млад човек, како што ми звучи овој наш гледач, кој што има разноврсна храна, кој што е присутна и овошјето, и зеленчукот, и се друго како што е, не гледам директна експлицитна потреба за да се применуваат било кои од овие работи за да се зајакнува имунитетот дополнително. Особено не сега во есен кога има толку многу овошја, толку многу избор. Можеме да зборуваме за ова за некое додавање на С витамин или некои од другите кои што беа спомнати малку понатака во зимата, подлабоко во зимата, нели? Кога разновидноста е стеснета, иако сега веќе нели сменети се тие времења, цитрусните се тука ако доаѓа зимата, но во секој случај ако станува збор за млад човек кој што добро се храни, разноврсно се храни и следиш се што има тоа во поднебието во сезоната, сезонска храна, јас не би препорачувал дополнително да се земаат суплементите. И кажав уште на почетокот, селенот си има свое место. Значи, исто и останатите си имаат свое место. Значи, има ситуација кога има зголемени ризици од нешто, тогаш има логика да се земе. Има предсостојби, пред да почне нешто, или нешто од кога почнало, или потреба да се превенира нешто заради предходно прележување, или заради некој во семејството. Сакам да речам, мора да има нешто на кое што ќе се фатиме, заради кое што ни е потребно да го дадеме тој суплемент екстра, но со цел да се обратиме на одредена конкретна состојба која што ја очекуваме кај тој пациент или има ризик истата да се развие. Но, генерално, како препорака на млад, здрав човек, не би дал од старт да зема суплементи. Оние кои што имаат покачени антитела како резултат на Хашимотовата болест и земаат редовно селен. По известно време, доколку имаат стабилизирање на состојбата, треба ли да пијат редовно селен, бидејќи се плашат доколку ја прекина терапијата дека тие повторно ќе се качат? Селенот не спаѓа во нешто кое што треба, како што рековме, нели, нон-стоп да се зема. Тој својата улога очигледно ја завршил. Веројатноста тогаш пак да почнат да се покачуваат не е голема, меѓутоа затоа и ја следиме состојбата и затоа ако има потреба да се зема повторно би се зел, но не би ја врзал пациентката, најчесто пациентка или пациентот, со селенот вечно. Значи, ако еднаш веќе дошла ситуација да го даде ефектот и да паднат нивоата на антителата, јас би ја следел состојбата за 3, за 6, за 9 месеци, со цел да се утврди дали потребата пак се вратила или не се вратила. Ако се вратила потребата, нема проблем повторно да го воведеме селенот. Ако нема потреба, тогаш нема потреба ни да се зема. Ајде уште еден гледаш да слушнеме со прашање. Добар ден. Ало. Во програма сте, повелете. Вака би сакала гледам дека зборувате за селен. Јас имам исто автоимуна болест, односно МС. И сега би сакала докторот да го прашам дали можам јас, нели покрај сите оние, да речеме, витаминска терапија и инекции исто така примам,
Значи, дали можам да го земам тоа селено, да го пијам, мислам. Освен што пијам, нели, витамин С Така. и витамин Д и така натаму. Ви благодарам за вклучувањето во емисија. Кај генерално, кај сите автоимуни болести, земање селен без да биде експлицитно препорачено од лекар за конкретната состојба, јас не препорачувам. Значи, таму тоа стимулирање дополнително на имуниот систем не би сакале да го видиме и од тука јас не би препорачал надвор од препораките. Еве, како што кажа гледачката, нели, во однос на витамин Д, да, за конкретната состојба има многу студии за витаминот Д, дури има и цели протоколи за лекување врз основа на витамин Д кои што вреди да се земат предвид, да се разгледаат, бидејќи многумина имаат добри резултати, но селенот општо кај сите автоимуни болести без прецизно да го даде лекар заради конкретна потреба, јас не би го давал. И моето последно прашање за денеска, дали е подобро да се земе суплемент селенот како суплемент или пак во неговата или некој природен извор како што е бразилското оревче. Доколку нели има потреба од такво нешто. Јас го кога веќе одбирам, секогаш го одбирам повеќе бразилското оревче. Може би не е прецизно во однос на доза. Не знаеме колку не земаме. Не знаеме дозата, има тука одредена, да речеме, неизвестност и мала несигурност, но од друга страна сепак тоа е природен извор и би му дал предност во секој случај без да се претера бразилското оревче. Значи рековте 1 до 2 во неделата. Во неделата. За оние што имаат потреба, оние кои што за немаат. За оние што имаат јасна потреба, во спротивно 1 до 2 во месец. Во месец. Да. Ви благодарам за денешните препораки поврзани со селенот за нашите гледачи, бидејќи во оваа емисија сите заедно учиме како да го зачуваме нашето здравје. Ви благодарам за оваа прилика за здравствена едукација на нашето население. Почитувани, ова беше се во денешната Телма амбуланта. Доктор Александар Митов, магистар по јавно здравје, беше гостин. Се надевам дека добивте навистина корисни информации и дека ќе ги примените. Ви благодарам што не следевте до гледање.